Добар ден, драги ученици, добродојдовте во денешната училница. Јас сум одделенски наставник во второ одделение Катерина Андонова од Основното училиште Страшо Пинџор во Карвинци. Денес заедно со вас ќе одржиме час по математика. Наставната содржина која ќе обработиме е заокружување двоцифрен број до најблиската десетка. Целите на денешниот час се следниве: да ги знаете полните десетки до 100, да ги знаете броевите помеѓу две полни десетки, да заокружувате двоцифрени броеви до најблиската десетка и да умеете да ги користите стекнатите знаења за решавање проблеми и загадки и да го образложувате начинот на решавањето и размислувањето. Најпрво да изброиме по 10 до бројот 100. Вие секако дека знаете, но да повториме. Броиме по 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Овие броеви ги викаме полни десетки. На оваа слика гледате наредени коцки со различен столбови со коцки во различен број. Првата коцка со црна боја представува една единица. Втората 2 единици. Третиот столб 3 единици, четвртиот 4 коцки или 4 единици, петиот 5 коцки или 5 единици, шестиот 6 коцки 6 единици, седмиот 7 коцки или 7 единици, потоа 8 единици, 9 и имаме последниот столб 10 единици или тоа е една полна десетка. Останатите броеви од 1 до 9 се едноцифрени броеви и представуваат единици. Овде гледаме еден столб од 10 коцки, тоа е еднакво на 10 единици или една полна десетка. Сега ќе погледнеме слики од други полни десетки, неколку. Овде имаме 4 столба, 1, 2, 3, 4 столба, по 10 коцки го даваат бројот 40. Овде имаме 1, 2, 3, 4, 5 столба од по 10 коцки, тоа е бројот 50. Овде имаме 2 столба од по 10 коцки, 10, 20, тоа е бројот 20. На следната слика гледаме повеќе столбови, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Или тоа се 10 столбови по 10 коцки или 10, тоа се 10 десетки еднакво на бројот 100. На следнава слика ги гледаме сите десетки од 10 до 100 представени и со столбови сликовито како изгледаат. Ова е табела стотка и сега заедно најпрво да откриеме кои броеви се наоѓаат меѓу две полни десетки, затоа ќе ни помогне оваа табела 100. Десетките се наоѓаат во колоната со сина боја. Од 1 до 10 е првата десетка. Од 11 до 20 велиме дека тоа е втората десетка. Од 21 до 30 третата десетка. Од 31 до 40 четвртата десетка. 41 до 50 ги опфаќа броевите петата десетка. 51 до 60 шестата десетка. 61 до 70 седмата десетка. Од 71 до 80 осмата десетка, од 81 до 99-та десетка и од 91 до 100 десетата десетка. Кои броеви се наоѓаат помеѓу две полни десетки? Например, две полни десетки се 30 и 40. Кои се броевите кои се наоѓаат помеѓу 30 и 40? Тоа се броевите после 30 од 31 до 40 или до бројот 39. Кои се, например, броевите кои се наоѓаат помеѓу полните десетки 70 и 80? Тоа се сите броеви од 71 до 79. Или кои се броевите помеѓу 10 и 20?
од 11 до 19. Сега преку задачи ќе ни стане малку појасно. Меѓу кои две полни десетки се наоѓа бројот 24? За да ви биде полесно, на крајот од работните делови по математика имате табела стотка. Отворете ја и внимавајте. Значи, бројот 24 се наоѓа помеѓу десетките 20 и 30. Меѓу кои две полни десетки се наоѓа бројот 63? Бројот 63 се наоѓа помеѓу броевите 60 и 70 или овие две десетки. Наброј ги сите броеви помеѓу 40 и 50. Гледате во табелата стотка дека тоа се броевите од 41 до 49. Наброј ги сите броеви помеѓу 80 и 90. Тоа се броевите од 81 до 89 или тоа се следните броеви: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 и 89. Сега да видиме како ќе одредиме кој број кон која десетка ќе го заокружиме, каде ќе биде поблиску и така ќе научиме да заокружуваме двоцифрен број до најблиската десетка. Затоа внимателно слушајте и запомнете дека сите броеви кои како единици во двоцифрениот број ги содржат или завршуваат на цифрите 1, 2, 3 и 4, ги заокружуваме секогаш кон помалата десетка. Додека пак сите броеви кои како единици во двоцифрениот број ги содржат или завршуваат на цифрите 6, 7, 8 и 9, ги заокружуваме кон поголемата десетка. Што ќе правиме со броевите кои завршуваат на бројот 5? Значи, знаеме дека овие броеви се 15, 25, 35, 75 и така натаму и се наоѓаат на средината помеѓу двете десетки. Меѓутоа, броевите што завршуваат на бројот 5 ги земаме да се поблиску до поголемата десетка. Значи, секогаш оние броеви кои што како цифра ја содржат бројот 5 се заокружуваат на поголемата десетка. Еве неколку примери. Пример да ги земеме броевите помеѓу 10 и 20. Тоа се броевите од 11 до 19, а можеме да ги видиме и на оваа бројна оска, која што е од 0 до 20, но ние ќе ги гледаме само броевите од 10 до 20, а вие можете во вашите тетрадки да се нацртате една ваква бројна оска, само со броеви од 10 до 20. Кои броеви можеме да ги заокружиме кон 10, од овие од 11 до 19, а кои кон 20? Односно, кои ќе бидат поблиску до 10, а кои до 20? Дали бројот 16 е поблиску до 10 или до 20? Може да искористиме бројната оска и да видиме дека 16 е поблиску до 20. До 10 пак се поблиску или велиме дека ги заокружуваме кон поблиската десетка броевите 11, 12, 13 и 14. Додека до 20 се поблиску или ги заокружуваме кон 20 броевите 15, 16, 17, 18 и 19. Втора задача, бројот 34 го заокружуваме кон која десетка? Кон 30 или кон 40? Бидејќи ја содржи овој двоцифрен број цифрата 4, како последна цифра, ќе го заокружиме кон 30. Одговорете на следниве искази. 18 е поблиску до 10 или до 20? 18 содржи цифрата 8, што значи дека е поблиску кон поголемата десетка, тоа е 20. 43 е поблиску до 40 или до 50? До 40. 45 е поблиску до 40 или до 50? 45 ја содржи цифрата 5 и велиме дека е поблиску кон поголемата десетка. 21 е поблиску до 20 или 30? До 20.
52 е поблиску до 50 или до 60? До 50 е поблиску. Да се обидиме сега да решиме и проблем задачи, користејќи го ова што го научивме денес. Пример, една проблем задача, јас ќе ја прочитам, а вие внимателно слушајте. Моливите се продаваат во кутија по 10 моливи. Значи, секоја кутија има 10 моливи. Ако 28 деца имаат потреба од молив, тогаш колку моливи треба да се купат? Размислете. И ќе решиме оваа задача ако знаеме до која десетка е поблиску бројот 28. Така е. Тоа е бројот 30, што значи треба да се купат 30 моливи. Автобусите имаат седишта во полни десетки. Колку седишта се потребни за група од 46 луѓе? Ова е втората задача. Значи, како ќе ја решиме? Кога ќе видиме дека бројот 46 може да го заокружиме на 50, ќе заклучиме дека се потребни 50 седишта. За домашна работа, земете си ја пред вас табелата 100 и решете ги задачите во математика дел 1 на страна 10 и 11 со наслов најблиска десетка и заокружување. Имајте успешна работа!